АДСМ понуди за 16% повисока цена на струјата на тендерот на универзалниот снабдувач Евана Хом. Сегашната цена од 48 евра за мегават час се зголемува на 56 евра. Ова била и единствената понуда на тендерот. ЕСМ се обврзал да покрие 100% од потребите за првите 6 месеци од 2023 година. АДСМ и понуди на Евана Хоум купопродажна цена на електрична енергија од 56 евра за мегават час за покривање на 100% од вкупно планираните количини. Оваа цена е за околу 16% повисока од претходната, која беше добиена на последниот тендер на универзалниот снабдувач јули-декември 2022, кога АДСМ понуди купопродажна цена од 48 евра за мегават час. За конечната цена за граѓаните од 1 јануари треба да пресече регулаторната комисија за енергетика. Одлуката најмногу ќе зависи токму од понудената цена на државните електрани, но и од цената на преносниот оператор МЕПСО, цената на операторот на пазар на електрична енергија МЕМО, како и цената на дистрибутивниот систем оператор Електродистрибуција. Премиерот Ковачевски без одговор дали владата ќе реши да го амортизира ударот кој би можел да падне врз граѓаните. Само рече дека ценовен шок ќе нема за оние кои најмалку трошат, односно потрошувачите во првите 2 тарифни блока, ќе нема зголемување. Другите ќе имаат посолени сметки за струја. Оние кои што многу трошат и кои што можат тоа финансиски да го поднесат без никакви проблеми граѓани, тогаш тие ќе имаат веројатно зголемување. И она што сметам дека исто така е значајно да се случи со цената, и мислам дека со овие влезни параметри може да се случи, е да има намалување на цената на електрична енергија за регулираниот пазар кај малите потрошувачи, а тоа се 70.000 компании кои што вработуваат 98% од вработените во државата. Владата со прераспределба на пари во буџетот одвои дури 40 милиони евра за да им ги покрие долговите за струја на државните институции. Ковачевски не открива од каде и колку се скратило и дали дополнително се чепнало од капиталните инвестиции. Не сакаше ниту да ги каже имињата на разрешените директори кои ги направиле огромните долгови. Вели, од овој процес не сакал да прави сензација. Нема да посочувам со прст на луѓе кои што имаат свој професионален интегритет, за да може од тоа да правиме вести, бидејќи секој професионалец кој што обавува било каква професионална функција, заслужува да биде третиран согласно стандардите за етичко однесување на неговиот претпоставен, а јас сум претпоставен на тие кои што се наоѓаат на раководни позиции во трговски друштва, јавни предпријатија и така натаму. Ковачевски се обиде дури и да одбрани дел од директорите, бидејќи цената на струјата во меѓувреме многу се зголемила, па имале оправдување зошто немале доволно пари за да платат повеќе за енергија. Сепак ова не е докрај точно, бидејќи дел од милионските долгови се направени во периодот пред струјата да достигне астрономски размери. Во минатото често владите им ги покриваа долговите не само за струја, туку и по други основи на фирмите за губари, но и на другите кои несовесно работеа. Ниту сега нема гаранција дека ова нема да се случи повторно, односно дека истите предпријатија нема да направат нови долгови.